Обновената компактна изведба на Mazda 3 е веќе кај нас. Најважниот модел во гамата на јапонскиот бренд има неколку модификации во екстериерот и интериерот, потоа корекции во подвозјето и подпирањето со неколку системи, како и сосема нов мотор, па пред нас е навистина освежена верзија на бестселерот. Во глобала подобрена е и надворешноста и внатрешноста, како кај хетчбекот, така и кај седанот. Воведен е G-Vectoring Control, кој за прв пат станува дел од SkyActiv динамичната технологија на возилото, со што е подобрена во целост управливоста, а во понуда се и поефикасни мотори. Овие подобрувања се под заедничко име Jinbei-Tai, што означува спој меѓу возачот и возилото, каде филозофијата е одржувањето на се она што го диктира моделот на пазарот. Секако тука треба да се напомене и ревидираниот head-up дисплеј, кој исто така пристигнува со подобра резолуција, со дополнување на систем за распознавање на сообраќајните знаци. Од другите системи за помош на возачот издвојуваме, наместо лазерска техника сега има предна камера, која се активира при поголема брзина, а има функција и да ги препознава пешаците. Нешто повеќе, сопирачките се активираат при постоечка опасност од судир, како и при возење наназад, доколку има препрека. Проширен е опсегот на помош за промена на лентата при движење. Во агрегатската понуда се додава нов 1,5 литарски SkyActiv D турбодизелски погонски мотор. Од Mazda велат дека новиот мотор, кој ги исполнува барањата на Euro 6 стандардот за нивоа на издувни гасови, ветува поагресивна работа, а во исто време просечната потрошувачка е исклучително импресивна, или 3,8 литри на 100 километри. Со представувањето на новиот дизел мотор, од Mazda лансираат исто така и нова технологија Natural Sound Smoother, која гарантира сериозно намалување на работниот звук на агрегатот, односно бучавоста како и вибрациите. Цената започнува од 14.890 евра за изведба со 1,5 литарски бензински агрегат. Suzuki во Женева ја представи новата генерација на моделот Swift, најважниот модел за јапонците, а по нешто повеќе од еден месец таа е во понуда во салонот на македонскиот импортер Миркат. Suzuki оствари извонредни резултати во текот на минатата година на глобално ниво. Бројките велат дека се остварени рекордни постигнувања на полето на продажбата, а јапонците веруваат дека со исто темпо ќе продолжат и годинава. Нивниот адут за ваквиот оптимизам е секако новата генерација на моделот Swift, којот пред само неколку дена е во понуда и на македонскиот пазар. Новиот Swift е дизајниран да му се допадне на просечниот млад европски купувач. Популарниот јапонец во четвртата генерација ги задржува сите традиционални вредности: доверливост, трајност, ефтин за одржување, солидно опремен. Доаѓа со структурата на каросеријата од високо квалитетен челик, а новата платформа Hardtect резултира со 40 килограми помала маса од претходникот, но поцврсте за 1/3 од третата генерација. Всушност, Swift ја користи истата платформа како и Baleno и со основна опрема тежи само 890 килограми. Во внатрешноста, како и секогаш, Swift останал практичен. Трендот на таблети во автомобилите не го одминал ни најмалиот модел во моделната гама на јапонскиот производител, па така за инфозабавниот систем задолжен е екран на допир од 7 инчи, а на инструмент таблата помеѓу брзинометерот и обртометерот се наоѓа уште еден мал LCD екран од 4,2 инчи. Моторната понуда се состои од бензинци и еден хибрид. Во понудата се 1 литарски агрегат со 3 цилиндри и турбополнач кој дава 110 конски сили, како и 1,2 литарски атмосферски со 4 цилиндри и 89 конски сили. Хибридната верзија ќе го има споменатиот бензински мотор од 1 литар. Цените започнуваат од 10.700 евра со сосема пристојна опременост.
Властите во Кина ги ставаат во прилично незгодна ситуација странските производители кои нудат автомобили во земјата. Тие ќе бидат принудени да продадат одреден број електрични модели, а во спротивно ќе мора да плаќаат сериозни такси. Ова правило ќе стапи во сила од следната година. Проектот на законот кој се разгледува во моментов предвидува воведување на нови квоти за автомобилските производители. Според него во 2018 година 8% од сите транспортни средства кои ќе се продаваат во земјата ќе треба да бидат електрични. Експертите тврдат дека тоа ќе доведе до нови турбуленции на локалниот пазар, бидејќи сето е замислено за поддршка на домашните производители. Тие и сега ги покриваат овие квоти, а за тоа добиваат и сериозни субвенции од властите во Кина. Во исто време, странските компании кои немаат да ги покријат квотите, ќе треба или да плаќаат казни или да се договараат со локалните концерни. Експертите се на мислење дека таквиот законодавен акт ќе покаже сериозно влијание врз стратегиите за развој на големите американски и европски компании на кинескиот пазар, бидејќи ниту еден од нив нема намера да се откаже од своето присуство во земја во која се продаваат најмногу автомобили. Некои производители веќе најавија дека се подготвени да се справат со определените квоти. Еден од топ менаџерите на BMW, Иан Робертсон, смета дека електричните i3 и i8, како и хибридите врз основа на серија 3 и серија 5 се доволно добри за покривање на ова барање. За возврат, кинеската поделба на Volkswagen соопшти дека и без одредување на квоти ќе почне да произведува електрични автомобили во Кина уште во 2018 година. Слична стратегија навестува и Mercedes, а на оваа релација размислува и американскиот General Motors. Асоциацијата на автомобилски производители во Европа објави податоци за новите регистрации на автомобили со алтернативен погон за првите 3 месеци од годинава, според кој во побарувачката се бележи раст од 37,6%. Според евиденцијата, вкупно за првиот квартал од годинава се продадени 212.945 единици. На сите главни пазари се забележува подобрување на побарувачката на автомобили со алтернативен погон, а таа се движи од 87,4% во Шпанија, 67,5% во Германија, 29,9% во Велика Британија, 24,8% во Франција и 17,2% во Италија. Од АЦЕА коментираат дека во првата четвртина на годината се забележува сериозно зголемување во реализацијата на целосно електричните автомобили, а резултатот е 24.592 единици или плюс 49%. Lancia веќе официјално се продава само во Италија. До овој момент единствениот модел на брендот малиот Y се предлагаше и во другите европски земји, но од овој викенд сајтовите на брендот низ поголем дел од пазарите не функционираат. Ако се наоѓате во Германија, Франција, Шпанија, Швајцарија, Австрија и други земји од регионот, Lancia ќе ви предложи две опции: да свратите во сервисните центри за сервисирање и поправка на вашиот автомобил или да ги побарате дилерите на Fiat, Alfa Romeo и Jeep ако барате нов автомобил. Не се знае колку долго Lancia ќе продолжи да постои во Италија, бидејќи моделот Y веќе е стар 6 години. Во моментов италијанскиот сајт на брендот нуди специјална понуда за моделот до 31 мај оваа година, па е сосем можно крај на брендот да биде во следните неколку месеци.
Во првите 3 месеци на 2017 година компанијата Ферари заработила од продажба на автомобили 242 милиони евра, што е за 29,5% повеќе од истиот период минатата година. Показателите на италијанскиот производител се блиску до оние на компјутерскиот гигант Apple и на француската модна куќа Hermes, чии приходи се зголемиле за 31,6, односно 36,5%, објавува Bloomberg. Растот на продажбите на Ферари се должи на зголемувањето на интересот за супермоделите со 12-цилиндерски мотор. Ова се однесува особено за отворената верзија на хиперизвидбата La Ferrari Aperta, која се проценува на 2,1 милиони евра. Сите примероци од моделот беа продадени уште пред неговата премиера. Освен тоа се забележува и голем интерес за моделите GTC 4 Lusso и F12 TDF, кои исто така се опремени со 12-цилиндерски атмосферски мотори. Во исто време, за 3% е намалена продажбата на моделите на Ferrari со V8 турбомотор. Во март, Ferrari представи уште една зверка со 12-цилиндерски агрегат 812 Superfast, кој е најбрз автомобил во историјата на италијанската марка. Машината е опремена со модернизиран V12, чиј волумен е зголемен од 6,3 на 6,5 литри. Моторот има моќност од 800 конски сили и 718 Нм, а работи во комбинација со 7-степен автоматски менувач. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 2,9 секунди, а максималната брзина е 340 км на час. Шкода продолжува со својата производна офанзива и по обновувањето на семејството на Октавија, пазарното лансирање на Кодиак и најавувањето на целосно новиот компактен SUV Karoq, сега го представува и обновениот Rapid. Главните промени во дизајнот на Rapid и Rapid Spaceback се поврзани со стилистички промени по предниот и задниот дел на автомобилите, реновирање на интериерот со променет инструментален блок, подобрена стандардна и дополнителна опрема и нов, високоефективен 1.03 цилиндерски мотор. Од Шкода потенцираат исто така дека Rapid ќе им предложи на корисниците нови решенија во однос на составите за осветлување, нови системи за поддршка на управувањето, подобрена конекција благодарение на системот Шкода Connect, како и избор меѓу 3 основни нивоа на опрема: Active, Ambition и Style и спортски ориентираното Monte Carlo. Заедно со својата богата стандардна опрема, освежениот Rapid ќе се нуди со системи за автоматско активирање на системот за сопирање при движење во град, систем за помош на поаѓање на нагорнина, паркинг сензори, систем за известување при замор и други. Британскиот производител Mini го представи официјално својот прв модел со плагин хибриден погон. Тоа е Mini Cooper SE Countryman ALL4, кој е насочен кон секојдневно користење во градски услови, но исто така е погоден и за долги патувања. Погонот на хибридниот кросовер е доверен на 3-цилиндерски бензински агрегат со зафатнина од 1,5 литри и моќност од 136 конски сили, во комбинација со вграден електромотор со 88 конски сили во подот на багажникот. Вкупната системска моќност е 224 конски сили, а според производителот, просечна потрошувачка на гориво е во рамките од 2,3 литри на 100 км, а нивото на штетните гасови CO2 52 грама на километар. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 6,8 секунди. Mini Cooper SE Countryman ALL4 се подпира на технологијата e-Drive на BMW Group и електрифициран погон на 4 тркала. Кај него предните тркала се придвижуваат со агрегатот со внатрешно согорување, а задните од електромоторот. Само на електрична енергија хибридот може да помине до 42 км, а развива максимална брзина од 125 км на час. Непосредно пред електромоторот под задното седиште е сместена литиум-јонска батерија.
батерија. Таа се состои од 5 модули со 16 клетки и исто како електромоторот е изработена од BMW Group. Капацитетот на батеријата е 7,6 киловат-часови, а може да биде целосно наполнета од посебна станица за 2 часа и 30 минути, додека со стандарден контакт времето е 3 часа и 15 минути. За време на патувањето, возачот има можност да избира помеѓу 3 режими за возење, со кои командува посебен преклопник E-Drive Toggle. Првиот режим е Auto E-Drive, при што возилото се движи само на електрична енергија, а над 80 км на час се активира и моторот со внатрешно согорување. При вториот режим, Max E-Drive, само на електрична енергија се развиваат до 125 км на час. Моторот со внатрешно согорување се активира при поголема брзина или при нагло притискање на педалата до крај за подобро забрзување. Има и режим Safe Battery, при што возилото е погонувано од моторот со внатрешно согорување. Во овој случај, нивото на батерија се одржува над 90% или се зголемува до тоа на стартер генераторот. Ако за чешката марка моделот Octavia представуваше вистинска револуција во светот на автомобилската индустрија, која беше пропратена на соодветен начин од лансирањето на Superb, се чини новиот исчекор на ова поле е SUV изведбата Kodiaq. Octavia и со својата трета генерација, која неодамна имаше свое освежување, освојува со некоја волшебна моќ. Многумина се воодушевени од моделот кој ден денес не може да се дефинира на кој сегмент му припаѓа, затоа што е со компактни примеси, а има вредности на представник од средната класа. Слична е и ситуацијата со Superb, а еве сега во таа насока продолжува и Kodiaq, кој исто така ќе се обиде да се наметне на свој специфичен начин и освои што повеќе клиенти во најбрзо растичкиот сегмент во автомобилскиот свет. Ако Octavia и Superb беа преземени од минатото, од модели кои дадоа белег на историјата на чешката марка, тогаш со теренецот приказната е сосема поинаква. Моделот е именуван по мечката Kodiaq, која живее на истоимените острови во Аљаска. Мечката е среќната Амајлија за развојот на Kodiaq, како икона која представува нешто што е големо, тешко и паметно. Сте виделе ли некогаш како умешно фаќа лосос? Новата Шкода Kodiaq е навистина мултифункционален автомобил. Тоа е комбинација на чувство на виталност со високо ниво на функционалност и голем простор. При дизајнирање на автомобилот, креатурите се фокусирале на понудата на нешто екстра и како резултат на тоа создаден е еден од најдобрите автомобили во оваа класа. Kodiaq е универзално возило за секоја ситуација во секојдневниот живот, без разлика дали ќе се користи за потребите на семејството, за задоволство или за работа. Веднаш при прв поглед се чувствува новиот дизајнерски јазик на Шкода, кој е многу близок со новите лимузински изведби на марката, но се разбира со кросоверски тренд. Дизајнот е во склад со тековната палета автомобили и како што потенцираат од брендот со многу од цртите на концептот Vision S. Тридимензионалната решетка во која одлично се вклопуваат предната камера и радарот на активниот круз контрол во комбинација со малку квадратните арки на тркалата му даваат на автомобилот сериозност. Линијата на боковите, специфичните странични стакла и продолжината преку малиот спойлер на покривот создаваат впечаток за надменост карактеристична и за еден Q7, што не е воопшто лошо. Пречи онаа малку повеќе пластика напред, но сепак се претопува на свој начин со светлосните блокови на фаровите, дневните светла со LED технологија, кои заедно со оние позади кои реално се вистински дизајнерски бисер на возилото, а навечер исклучително стилски ве одвојуваат во сообраќајот. Општ впечаток е дека тимот на Јозеф Кабала успел да постигне еден хармоничен и незаборавен изглед. Kodiaq има доста заедничко со
неодамна представените Volkswagen Tiguan и Seat Ateca, но е многу поголем од своите братучеди во VAG групата. Со должина од 4,7 метри, чешкиот примерок е значително подолг од Tiguan и Ateca. Ова му овозможува да придружи сериозен простор во внатрешноста. Во верзијата со 5 места должината на кабината е 1793 мм, а седиштата на вториот ред може да се поместат напред-назад за поголема удобност. Багажниот простор е со импресивни 720, а при соборување на седиштата достигнува до 2065 литри. Интериерот е доста пријатен, уреден и многу потсетува на останатите актуелни модели на чесите. Слоганот Simply Clever тука е имплементиран во околу 30 практични решенија за олеснување на организацијата на внатрешноста или транспортот на товар. По потреба потпирачите на надолжно прилагодливите седишта може да се поместуваат напред. Кодиак е опремен со иновативен систем за заштита на рабовите на вратите при отворање, ако автомобилот е паркиран во ограничени простори. Автомобилот располага со пакет за долги патувања со посебни потпирачи за глава и виртуал педал, отварање-затварање на багажникот на сензор. Благодарение на модерните решенија за поврзување, Шкода Кодиак може да се пофали со некои од најновите технологии во својот сегмент. Информативно забавните системи нудат бројни функции и интерфејси, а сите е можно да се пребаруваат на 8-инчниот екран на допир. Мултимедијалните системи се нудат во комплет со бежичен рутер и се нуди интелигентно поврзување на возилото со сите видови на смартфони и бежично полнење на истите. Системот од камери Area View, кој е дел од дополнителната опрема во нашиот случај, дава информации за околината околу возилото на екранот на систем за навигација. На крајот треба да потенцираме дека за пријатниот звук во кабината се потруди Canton Sound System и автоматски клима уред Climatronic. Нам во тесниот модел на располагање не беше најмоќниот агрегат 2.0 TDI, кој секогаш е комбиниран со менувач со две спојки. Иако Кодиак е незначително потежок од VW Tiguan со идентичен мотор, со своите 190 конски сили остава впечаток на особена темпераментност. Освен тоа се чувствува влечната сила од вртежниот момент од 400 Нм. Дури и на нагорнини или при високи брзини по автопат, нема да чувствувате потреба од повеќе моќ. Генерално моторот работи во хармонија со автоматизираниот менувач. Она што треба да се издвои е фактот дека оваа грдосија, тешка 1,8 тони, троши ако барате премногу од неа, но сепак задоволително ако се вози умерено, со нешто над 8,5 литри во просек, секако далеку од декларираните 5,3. Погонот 4x4 е електронски контролиран, а се потпира на мултифункционална спојка за пренос на потисок меѓу предната и задната оска. Изборно, новиот чешки SUV може да се порачува со селектор за различни режими за движење. Секој од нив е со специфични подесувања на работата на моторот, менувачот, управувачот, дури и климатизацијата, ако сакате. Driving Mode Select нуди 4 дефинирани режими: Normal, Eco, Sport и Individual, а во 4x4 верзиите е достапен Snow, кој е наменет за возење по снежните и замрзнати патишта и нема ограничување на брзина, како и off-road режим, при што се активираат и асистент на поаѓање и опцијата за возење по удолнини. Ова секако многу влијае за возните својства и елиминацијата на оние лулања во кабината, својствена за ваков вид изведби. Навистина, мечката во ништо не заостанува зад конкуренцијата, дури има свои дополнителни вистински вредности. Вака спакуваната опција, односно моделот кој ние го возевме, чини 41.127 евра.
Паралелно со лансирањето на плагин хибридната верзија 530e iPerformance од BMW, најавија дека во текот на следната година возилото ќе се нуди и со функција за бежично полнење. Новиот предлог на баварската марка BMW Wireless Charging, кој ќе биде достапен како дополнителна опрема на хибридот, става крај на потребата од употребата на кабли за полнење, односно тие ќе се заменат со on-board полнач инсталација и индуктивна плоча над која треба да биде паркиран автомобилот за да се полни. Од BMW велат дека модулот може да се користи како во затворен простор, така и на отворени површини, а потребното време за полнењето на батеријата е околу 3,5 часа. BMW 530e iPerformance е опремен со литиум-ионска батерија од 9,2 киловат-часови, позиционирана под задните седишта, која ќе може да биде напојувана од домашна електрична инсталација за помалку од 5 часа и за 3 часа при поврзувањето кон BMW Wallbox од 3,7 киловат-часови. Австралиската организација NCAP објави видео на одржаниот краш тест на два автомобила Toyota Corolla. Едниот е од последната генерација на моделот, а другиот од 1998 година. Целта е да се покаже колку е зголемена безбедноста на патниците при судир за 19 години. Краш тестот е спроведен при брзина од 64 км на час, а од NCAP забележуваат дека старата Corolla денес би добила од вкупно број 5 звезди, кои се доделуваат во слични тестирања според најновите стандарди. Автомобилот од 1998 година добил само 0,4 од вкупно 16 можни поени. Сензорите на возилото регистрирале сериозен ризик од повреди на главата, градите и нозете на возачот и на совозачот. За споредба, новата Toyota добива 5 звезди и 12,93 поени од вкупно 16. Од NCAP дополнуваат дека секоја трета неисреќа со автомобил, произведен пред 2000 година во Австралија, завршува со смртен случај. Резултатот при автомобилите произведени од 2011 до 2016 е само 13%. Слични краш тестови се споредени и порано. Стар Rover 100 и нова Honda Jazz, како и третата генерација на Nissan Sentra и сегашниот Nissan Versa. И натаму резултатите биле слични. Доработена Toyota Land Cruiser стана најбрзиот теренец на планетата откако успеа да развие брзина од 370 км на час. Рекордот беше постигнат на патиката за полетување на вселенски објекти во центарот на Мохаве во Калифорнија. Новото достигнување на тюнираното за оваа цел возило е за 31 км на час подобро од она на Mercedes-Benz GLK со B-Turbo V12 мотор изграден од Brabus. Зад воланот на автомобилот седна поранишниот надпреварувач на Toyota во сериите NASCAR Карл Едвардс. За поставување на рекордот беше подготвена делница со должина од 4 км, каде пилотот имаше потреба од 2,5 км за забрзување, а остатокот остана за безбедно сопирање. Интересен е фактот дека официјалниот рекорд ќе продолжи да и припаѓа на машината на Brabus, бидејќи представниците на Guinness одбија да го вклучат автомобилот на Toyota во категоријата теренци. Освен тоа, најбрзиот Brabus може да се купи, додека овој Land Cruiser е уникатен проект. Машината на Toyota беше прикажана на сајмот SEMA минатата година. Таа е опремена со 5,7 литарски V8 со 2 турбини Garrett, а моќноста достигнува 2000 конски сили. Менувачот е 3-брзински автоматскиот Dragster. Автомобилот останал со заден пренос, а тежи 2,5 тони.